Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Нокните подои се издвојуваат како посебно значајна категорија во периодот на доењето, бидејќи временски се врзани за доцните ноќни часови и обично се синоним за непроспиени ноќи. Затоа се наоѓаат на листата за брза елиминација речиси на секоја мајка што дои. Но дали бебињата имаат бенефит од мајчиното млеко што го цицаат во текот на ноќта? Новороденчето доколку спие навечер, треба ли да го будите за да го надоите? Се менува ли составот на мајчиното млеко во ноќните часови? Дали тоа возможува бебето да се смири и презаспие? Доколку сакате да ги исфрлите ноќните подои, кој е најбезболниот начин да го направите тоа? Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци ќе добиете неколку корисни факти за ноќните подои и како најдобро да ги искористите, односно најефикасно да ги искористите. Во студиото гостинка ни е Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење во здраво бебе. Останете на Телма, бидејќи следува навистина интересно издание. Повеќето мајки ноќното доење го доживуваат како исцрпувачки проблем кој е исклучително комплициран доколку започеле да одат на работа. За ноќните подои бенефитот од нив, но и начинот како да се елиминира, денеска ќе зборуваме со Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење во здраво бебе. Јасна, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Благодарам за поканата повторно. Повторно, исклучително интересна тема ќе обработиме. Ќе започнеме од тоа дали на малите бебиња во првите месеци од животот им е потребен ноќниот подој, имаат ли бенефит од него? Секако дека им е потребен, појаѓајќи од фактот дека развојот на лактацијата ни трае првите 6 недели, па дури и кај мајките до 8 недели. Тоа често цицање ноќе и будење на бебињата е од особено значење, затоа што со самото цицање на бебето, празнење на градата се стимулира лактацијата. Тие се многу мали, имаат многу мали желудничиња. Вкупниот волумен во денот они не можат да го надокнадат само преку дневните подои. И затоа е потребно да го следиме нивниот ритам и барање, значи доколку ноќе се будат и сакаат да цицаат, тогаш ние тоа право да не им го скратуваме. Точно дека е исцрпувачки за мајките, посебно на почетокот кога нели се соочуваат со нова улога родител, мајка, родители, кога се соочуваат со нов предизвик бебе, па не знаат што треба, како треба, правилно е или не е правилно. Меѓутоа со малку помош, нели поддршка од консултант за доење и од партнерот и од целото семејство, успеваат да ги надминат и тие непроспиени ноќи кои што најчесто ги имаме во првите месец па до месец и пол, па некаде и до 2. Некогаш и подолго ќе направиме. За најчестите зборуваме, да не ги плашиме од сам почеток, да. А што е со оние бебиња што сакаат да си преспијат во текот на ноќта во првите месеци од животот? Треба ли да се разбудат? Треба ли родителите да ги будат за да им дадат да цицаат? Зависи каков е напредокот на бебето. Доколку напредокот е добар, зборуваме за напредок во тежина, тогаш и да преспива ноќе еднаш до 2 пати, ако веќе имаме добро воспоставена лактација, тогаш може и да не ги будиме. Значи, сигурно нема да преспијат повеќе од 4 до 5 часа. Ова од искуство, од работа го кажувам, затоа што се многу малечки и долго време нема да можат да преспијат, барем не во првите 2 месеци. Понатаму се случува да преспиваат и по 7 до 8 часа во текот на ноќта. Секако го следиме нивниот ритам. Меѓутоа, ако само добро напредува во тежина, ако ноќните подои ни требаат заради напредок во тежина, или ако имаме едно новороденче кое што има физиолошка жолтица и кај него ни е важно да имаме што почесто цицање и празнење на градата и внесување на поголема количина на мајчино млеко, тогаш тоа бебе мораме да го будиме. Значи зависи од моменталната состојба, дали имаме некоја состојба кај која што ни е потребно да имаме почести подои, па така ги користиме и ноќните подои за да можеме да вкупниот волумен во денот ни биде поголем. Инаку ако добро напредуваат и ако преспиваат, јас тие мајки ги викам среќни мајки, не треба да се грижат воопшто, меѓутоа тука они треба да внимаваат што се случува со градите. Значи, ако веќе имаме добро воспоставена лактација и бебе кое што добро напредува, значи дека имаме солидна количина на млеко кое што ја произведуваат градите. Ако таа мајка во текот на 5-6 часа во текот на ноќта не ги испразни градите, тогаш би можело да има
сабајлето кога ќе стане преполнетост на гради. Па тој момент треба на почетокот добро да го следиме, за да може по некој одреден временски период самите гради се навикнуваат дека во тоа време од ноќта не треба да произведуваат толку многу млеко и веќе она ќе го нема тој проблем. Значи ако не се буди, не треба во континуитет да се измолзува, него се следи. Неколку дена, ако преспива цела ноќ, она станува помалку, само ги олеснува, не ги празни градите. Не ги празни, значи целосно. Да, значи само ги олеснува за да тие добијат сигнал дека во тој период од ноќта не треба да произведуваат повеќе млеко. Ова го напоминувам затоа што има многу мајки чии што бебиња преспиваат и они стануваат, навиваат саат за да се одмолзуваат. И се одмолзуваат бидејќи се плашат да не го изгубат млекото. Да, и да не го изгубат млекото и да не настане преполнетост на градите. Меѓутоа, кога веќе е добро воспоставена лактацијата, тоа измолзување само ни ја зголемува. Значи, ние треба во тој период од ноќта да овозможиме да градата не произведува повеќе млеко, за да може и таа мајка да преспие. Но доколку бебето не напредува како што треба, тогаш во тој мораме случај треба да го будиме. Да. Сега во тој период се случува бебето да се фати на дојка и да заспие. И што да направат? Многу е тешко да ги разбудиме, посебно ако имаат физиолошка жолтица. Значи, вистина, тие бебиња се малку поспани и стварно е тешко будењето. Значи, ги мијат со вода, со влажни марамици, цели ги разоблекуваат, малце ќе подотворат очи, ќе ги стават на градот, тие пак ќе заспијат. За да можеме да го задржиме бебето поактивно на града, потребно е да правиме компресии на градата. Кога оно ќе потцица првиот, вториот пат, значи се уште не е активиран рефлексот за изфрлање на млекото. Значи тука треба ние малце да помогнеме во тој дел за да може да се активира рефлексот. Компресија, масажа? Компресија е стискање на градата. Значи блага масажа додека бебето е фатено на дојката. За устата да му се ете така, кога ќе го добие млазот на млеко, тогаш веќе станува поактивен. Они реагираат на млазот на млеко, исто како што од шиша кога им даваат викаат од шиша го пие во еден здив. Точно и градата ја цица во еден здив ако го има млазот за цицање. И сега ќе оние бебиња кои што да речеме ќе повлечат па гледаат дека нема мласа, никогаш мајките даваат им измолзено мајчино или додаваат дохрана, тие го чекаат шишенцето бидејќи односно го чекаат млазот. Во тој случај значи можеме да правиме компресии на градата за да малце го помогнеме и убрзаме рефлексот на изфрлање на млеко, да го добие млазот и тогаш ќе стане ќе го задржиме со повеќе внимание подолго време на градата. А зошто бебиња кои што самите се одбиле од ноќно цицање после 6 или 7 месеци повторно го активираат? Тука најчесто станува збор за скоковите во развој. Каде што имаме едно, да речеме, нагло созревање на мозочето, веќе тие имаат поинаква перцепција за секојдневието и многу од тие работи на почетокот, кога ги доживуваат како нешто шокантно и ново. И тие бебиња во текот на ноќта почнуваат да се будат затоа што едноставно ја бараат градата да се смири. Друга работа, во составот на мајчиното млеко имаме компоненти кои што кај нив делуваат смирувачки. Сето тоа значи мајчиното млеко го менува својот состав во текот на денот и во текот на ноќта. И од тие причини значи тие почнуваат да се будат повеќе и ноќе за да едноставно близината ги смирува. Многу често тие бебиња добро напредуваат и не се гладни. Од друга страна, во тие периоди на скокови во развој, имаме деца кои што па преку ден многу тешко можеме да ги доближиме до града и да имаме еден убав и квалитетен подој како што сме имале претходно. И најчесто ноќе го надополнуваат волуменот за 24 часа. И од тие причини ноќните подои, посебно кога се после, да речеме, во подоцнежните месеци после 6-тиот месец, не треба да ги скратуваме и не треба да ги скратуваме. И покрај тоа што се резултат на скок во развој? Така, не треба да ги скратуваме, него едноставно треба да ги оставиме да тој период им помине, они можеби после тоа повторно ќе си продолжат да се спијат во текот на ноќта, што најчесто се случува, меѓутоа ние во тој период го користиме нивното будење за да можеме да го надополниме вкупниот волумен на мајчино млеко во тек на 24 часа. Но никогаш не се случува да продолжат да спијат после некој месец, туку исклучително интензивно бараат да цицаат на половина час, на 40 минути. Зошто пак сега тоа се случува повторно резултат на скок во развој? Знаете како после 6-тиот месец веќе динамиката во целокупниот нивни развој и промените во секојдневието им се некако блиску едни до други. Имаме скокови во развој, имаме растење на запчиња и имаме период кога мајката почнува да оди на работа.
сите тие промени, значи кај нив се одразуваат и во однос на доењето, не во однос на тоа дека се гладни, него близината со мајката. Че една мајка која што почнува да оди на работа, го дои своето бебе на сабајле, пред да излезе и дури попладнето во 16-17 часот кога ќе се врати. Они буквално таа празнина ја надополнуваат во текот на ноќта. Меѓутоа, тие подои се многу кратки. Значи, тие мајки кои што одат на работа и кои што имаат чести подои ноќе, викаат, и самите кажуваат, вика едноставно ќе заплаче, го земаш. Оставаш на градот, 2-3 пати повлекува и заспива. Значи, точно е тоа дека тоа бебе не е гладно тогаш, затоа што е веќе бебе кое што јаде и храна преку денот. Меѓутоа си ја надополнува близината на мајката. Најдов еден податок кој што вели дека 2/3 од бебињата што се доени цицаат навечер во првата година од животот, што значи дека ова е исклучително нормално и треба да се прифати како такво и на бебето да му се овозможи да цица. Споминавте дека мечиното млеко го минува својот состав во текот на ноќта, што има во него што му овозможува на бебето да се смири па да презаспие. Во текот на попладневните часови почнува да се зголемува количината на хормонот мелатонин, кој што всушност нас направи поспајани. И исто така се зголемува количината на триптофанот. Тоа е аминокиселина која што всушност учествува во производството на мелатонин. Има студии кои што се правени, едната студија е мала студија во Израел, истражување кое што е направено 2012 година, каде што е мерена количината на мелатонинот кај мајките во тек на 24 часа на секој 2 часа. И тука точно во попладневните и во вечерните часови е зголемена количината на хормонот мелатонин. Исто така има една студија која што е правена 2019 година во Кина, каде што се мерени количествата на хормонот мелатонин во 3 часот на пладне, во 9 часот на попладне, значи во 3 попладне, 9 попладне и во 3 пополнок. И сега вика, во 9 часот навечер, значи 21 часот, количината на хормонот мелатонин е 3 пати поголема отколку во 3 часот на пладне. А во 3 пополнок е 10 пати поголема. Значи тоа е тоа кое што нели го одржува тој дено-ноќен ритам кај бебињата. И се од друга страна, значи сите овие испитувања отвори една нова, да речем, категорија во истражувањата на поле доење, што правиме со измолзувањето на млекото и складирањето на млекото. Затоа што вика, ако на бебенце во текот на денот му дадете, значи предпладне му дадете млеко кое што е измолзено, во текот на ноќта му давате млеко кое што има поголема количина на мелатонин. И експертите во светот сега веќе сугерираат та измолзеното мајчино млеко. Кога го складираме, запишеме и во кој дел од денот е измолзено. Значи во истиот период од денот да се даде? За да може да се дава во истиот период од денот. Бидејќи содржи состојки кои што се активни и карактеристични за одреден период од денот. Во утринските часови количеството на хормонот кортизол е повисоко кај во мајчиното, во мајчиното млеко. Затоа што значи тоа е хормон кој што нас не прави, тој хормон на стрес кој што не прави побудни, повнимателни и поактивни. И сега бебињата кои што нели цицаат на сабајле, цицаат количество на мајчино млеко кое што е побогато со хормонот кортизол. Ако тука мајката се измолзува од одредени причини, преполнетост, стимулирање на лактација и така натаму, значи треба да забележиме дека тоа млеко е измолзено во утринските часови. И кога треба да се дава. Никако да не се даде навечер тогаш. Па се препорачува да не се дава, да. Очигледно дека може го разбуди бебето. Да, ние многу често да речеме мајките собираат од сабајле на пладне навечер кога веќе стимулираме. Да, и ги мешаат млеката и ги даваат. И сега според новите податоци, значи подобро е да ако се меша да се меша барем некаде докај 17-18 часот кога веќе имаме пик во однос на зголемување на количеството на хормонот мелатонин во млекото. Јасно ќе ги отвориме линиите, сигурна сум дека родителите ќе имаат прашања на денешната тема. Од овој момент почитувани емисијата е контактна, слободно вклучете се во емисија, поставете прашање на тема ноќни подои, но и воопшто доење, бидејќи денешната гостинка е има меѓународен сертификат за како консултант за доење. Единствена сте во Македонија, ако не се лажам. Каде го завршивте? Тоа се го завршив надвор од нашите граници. Дел од едукацијата беше онлайн, дел од едукацијата беше со физичко присуство, а испитот го полагав тука во еден тест центар, кој што е акредитиран специјално за таа намена, со дозвола нели за полагање на тој испит. Испитот траеше 6 часа, содржи 180 прашања, поприлично долго, многу строго. Влегуваш вака, ништо посебно на себе не смеш да носиш, ниту часовник, ниту накет, ниту ништо. Мислам, стварно е баш онака по протокол да
буквално треба да се едуцираш за да можеш да се стекнеш со тој сертификат. Значи титулата меѓународен консултант за доење исклучително сериозна, бара убава едукација, Бара а е затоа што, очигледно да речеме, е неопходна, бидејќи има големо да. во таа област. Точно. И многу жени престануваат да дојат токму поради затоа што немале погрешни поддршка информации. и поради погрешни информации или зашто немале поддршка како да го надминат тој некој предизвик кој што им се случил во текот на доењето. Така. Инаку да речеме во Америка и во Канада консултант за доење е професија, значи како професија овој сертификат овозможува да ти работиш приватна пракса, е задолжително да во сите baby friendly акредитирани родилишта има по еден минимум по еден консултант за доење во секој родилиште. Не се лажам, во Хрватска веќе има. Во Хрватска има 28 консултанти за доење, да. Ке нас сте само вие. Ке нас сум само јас. Се надевам дека оваа наскоро ќе се промени, бидејќи да. утврдено дека доените деца се поздрави во иднина имаат помала шанса да развијат алергиски реакции и слично е веќе ќе зборуваме за сите тоа во бенефити во однос на доењето се има бенефити ке мајката и ке бебето. Така. Да не ставаме само акцент на бебињата. Така. Родителите, односно мајките кои што дојат, понекогаш секое будење и плач на бебето го детектираат како причина за глад. И веднаш го ставаат на дојка. Дали може би на таков начин и си прават проблем, го учат навечер бебето постојано да цица? Знаете како, они секоја нивна потреба ја изразуваат со плачење, потреба од нешто. Да речеме, ако им студи, ако им е топло, ако бараат близина, ако се уплашени, ако се гладни. Ние, возрастните, можеме самите да си реагираме на било каква потреба, меѓутоа они се мали. И нормално, сите родители на почетокот се исплашени, тоа го поврзуваат со глад. Не само во текот на ноќта, туку и во текот на денот. Меѓутоа, единствен начин за да можеме да го смириме е да го ставиме на града. Понекогаш тоа го користиме. Ако ни требаат почести ноќни подои заради стимулација на лактацијата, меѓутоа од друга страна, дали ќе премине во навика или не, искуството не покажува баш така. Затоа што да речеме, има бебиња кои што во првиот месец кога сме развивале стимулирале лактација, станувале често ноќе. Значи некој си ритам час и половина, 2 час и така натаму. Некаде после 8-та недела почнуваат да преспиваат цела ноќ. И повторно нели кон 4-тиот месец кога го имаме тој период кај промените кои што се особено изразени кај нив и скоковите во развој, тогаш веќе почнуваат повторно да се будат. Најдобар начин за да се смират е тоа. Барем до годината не се препорачува да ние на некаков друг начин ги смируваме, него едноставно да им понудиме града. Веќе после годината можеме со тапкање, со гушкање, малце да понекогаш да ги смириме, кај некои деца не успева и тоа, морам да кажам. Меѓутоа до пред годината не се препорачува да ние го избегнуваме тој момент, мислејќи дека ќе си створиме навика за ноќно доење. А доколку мајката одлучи да ги прекине ноќните подои, што може да направи за тоа да биде најбезболно? И дали може да бидат успешни во тој проект, условно речено? Зависи на која возраст ќе пробаат да го направат тоа. Да речеме, кај помалите бебиња, некаде до кај година, па и година и пол, можат да пробаат со нишкање, гушкање, таткото да биде тука, мајката да не биде тука. Обично, ако татковците се оние кои што ги презаспиваат во тие мигови, поуспешно е. Мајките секогаш мирисаат. Да се вклучи во целиот тој процес. Мајките секогаш мирисаат и ги поврзуваат со доење. И затоа татковците се тука многу поуспешни во тој процес. Меѓутоа, ако се веќе поголеми, некогаш викаат мајките, па можеме и со разговор тоа да го надминеме. Иако тие се веќе поголеми дечиња, па и се многу мудри. Имав една мајка со која што работевме на одвикнување на детенцето, тоа беше па тука некаде околу 20 месеци и ајде рековме дека ќе пробаме со разговор, бидејќи она вика јас со неја разговараме и како со возрасен човек успеваме да постигнеме компромис за одредени работи. И преку ден така ја подлажувавме дека болно е цицето, дека не може да сега да дадем лекции и така натаму, ги оставивме вечерните подои да останат последни. Беше само еден подој пред заспивање и можеби по еден во текот на ноќта. За да после третиот ден ми се јави и ми рече јас немам одговор на нејзиното прашање. Викам, а кое беше прашањето? Како може да биде преку ден цицето болно а навечер не? Значи, се е тоа некој склоп на околности колку ќе успееме. Меѓутоа, кога веќе ќе решиме тоа да го правиме, значи почнуваме и сме истрени во тој процес. Зашто ако сме истрени, можеби ќе постигнеме некој резултат, можеби не одма, ќе ни требаат неколку дена, недели, месец дена, меѓутоа полека тоа можеме да го направиме. И ако гледаме дека оди тешко, тогаш оставаме да најчесто татковците
нели, спијат со нив, за да можат да ги презаспијат, мајката да не е тука присутна. Иако јас, значи, топло препорачувам да ноќните подои, да, може би се исцрпувачки, меѓутоа сепак имаат некакво значење за бебињата и да не толку многу брзо нели донесуваме одлука за да ги исфрлиме. Дури оние програми што се за спиење, тренинзите кои што ги прават, се тоа, токму тоа, ноќните подои да се исфрлат, значи бебето да спие неколку часа во текот на ноќта. Има родители кои што ги поминале тие програми и им се успешни, меѓутоа сите го кажуваат тоа дека на почетокот е навистина многу стресно и за бебето и за родителите. Некои успеваат да го надминат тој момент, а некои се повлекуваат, го оставаат тренингот за подоцна. Така, бидејќи плачат неутешно. Многу плачат, вистина. Плачат, значи буквално ги оставаат во креветче, ти ги нели го гледаш од подалеку, меѓутоа само можеш да го нишкаш, не го зимаш, не го ставаш на града и така натаму. Да, многу тажно плачат и тоа не секој може да го практикува. Секој може да го издржи, некои го издржуваат, меѓутоа во главном и тие сите тренинзи се препорачуваат за возраст над 6 месеци. А родителиве гледам дека дури после година тако навистина имаат проблем со неиспиење и чести будења и се тогаш дури се оддаваат кон тоа да нели слушаат и земат некој таков тренинг за спиење. Точно ли е дека ноќните подои всушност се последните што се откажуваат? Па да, ноќните подои се последните секогаш и советот е да останат последни. Значи најнапред може да се елиминираат дневните, а потоа ноќните, а не онака како што планираат родителите. Да, прво ноќните па направат. дневните. Во текот на ноќта можеме, во текот на денот можеме полесно бидејќи можеме да му скренеме внимание со друго, да насочиме кон друга игра, да го изнесеме надвор, да понудиме храна, пошто тоа се веќе бебиња кои што јадат. Меѓутоа во текот на ноќта е малку постресно за сите, за целата фамилија. Нели, можеби има уште еден член во семејството, постаро братче, нели, родителите одат на работа наредниот ден. Затоа секогаш кога станува збор за одвикнување од доење се прави план. Како постепено да се одвива тој план и за дневните и за ноќните подои, за да не биде нели некој хаос во целата фамилија, зашто сепак во целата фамилија, во целата таа заедница која што живее нели на едно место, сите се вклучени во процесот на одвикнување од доење. А кога станува збор за ноќните доења, советувате ли родителите да му дадат цуцла на бебето или пак шише со вода? Помага ли тоа? Ги прифаќаат ли? Тоа веќе таму некаде после година и пол може да советуваме да дадеме цуцла или шишенце со вода, ако е навистина исцрпувачки, а ако се нели многу чести на час, на 40 минути, па трае тоа со денови, тогаш им викаат, па еве и совети од педиатрите добиваат. Дајте малце понудете водичка или дајте му цуцла, пробајте да го презаспиете ако успеете. А што велат консултантите за доење? Консултантите за доење велат не понудете му градата на бебето и не го лишувате од тоа задоволство. Да. А до кога треба да траат ноќните подои? Па некаде статистички е, да речеме, пожелно она што сите истражувања го имаат направено поврзано со развојот, промените на бебето и сите тие растење на запчиња и сите тие промени во социјалниот живот, посета на градинки, заминување на родителите на работа, некаде да биде после 18-тиот месец. После 18-тиот месец, значи тогаш би можело да се проба, пред тоа никако. Не е пожелно. Не е пожелно, добро, така велат консултантите за доење, понудете му дојка, но како пак мајките да издржат во тој период? Како мајките што да направат? Да спијат кога можат преку ден, попладне, да спијат во близина на бебето, да спијат заедно со бебето, затоа што друго е кога тоа е во друга соба, па вие треба да дојдете да станете да го земете, па да го надоите, па да се вратите, па тоа не заспало, вие сте го оставиле во кривече и тука значи се губи повеќе време во ноќта. Дорека ако е во близина на мајката, дури можеби и повеќе ќе спие, дури може и нема да има толку чести подои. Да речеме, кај нас не е пракса да бебињата се одвојуваат во друга соба, барем не до годината. Од оно што јас го гледам, барем со мајките што работам, немаме таква пракса. Дури они напротив користат. Подобро ми е века да спие со мене, бидејќи тоа кога ќе се разбуди, може само да си ја прифати дојката, да си потици и да си продолжи. Дури јас некојаш и него не осеќам кога станува. Значи, спиење во иста соба или спиење во ист кревет може само да им помогне да повеќе време имаат за сон во текот на ноќта кога станува збор за чести ноќни подои. Сега во одредени ситуации може да се вклучи и партнерот. Пак ќе кажам, кога мајката ја нема во собата, таткото може многу лесно да го презаспи. Исто и она што се плашат мајките и за во текот на денот. Како вика сега, толку пати цица, јас ќе одам на работа. Кога бебињето одат во градинка или ако ги чува некој дома, дали е тоа дајдолка или баба, тие не бараат да цицаат.
Значи едноставно ја нема мајката не си јадат храна, кога веќе она ќе се појави после работа, тогаш си почнува стариот ритам на доење како што бил и претходно. Многу жени кои што ќе почнат да одат на работа во породилното отсуство стравуваат што ќе се случува во периодот додека се тие отсутни од домот. Па се измолзуваат, оставаат млеко. Што советувате? Што да се прави? Знаете како и во тој период кога веќе они одат на работа, значи они почнуваат да одат на работа и тоа веќе си е нели секојдневие на една мајка доилка. Во тој период на почетокот советот е да се следат градите. Ако имаме потреба во тек на работното време, може само да се одмолзат. Малце колку да ги олеснат градите. Меѓутоа пак исто како и во текот на ноќта, ние во текот на денот, во тој временски период, треба да значи да им дадеме сигнал на градиве дека не треба да прават многу млеко. Сега пак е тоа зависно од ситуацијата на мајката. Има да речеме мајки кои што надоаѓа циклусот без разлика што се доилки. Во тие периоди, неколку дена пред добивањето и околу добивањето на циклусот, може да се случи да имаме мал пат на производството на количината на мајчино млеко. И они тука сравуваат да не случајно снема млеко. Па се измолзуваат во текот на работното време, барем еднаш, за да можат некаков континуитет на празнење на градите да имаме. Секако сега ние во нашава земја имаме нели 1 час пауза кој што може да го користат мајките доилки, што они најчесто го земаат на крајот на работното време и ќе одат порано. Че ги дојат са бајле пред да одат, па после тоа ако имаме потреба еднаш се измолзуваат на работа и после тоа си продолжуваат со доење кога ќе се вратат дома. Немаат многу и услови сите на работа да се измолзуваат. А да остава дома измолзано млеко, па зависи колку бебето со колку оброци веќе мајката го остава кога заминува на работа. Да речеме кога веќе знае дека мора на 9-месечна возраст на бебето да се врати на работа, тука се прави и план со педијатарот. Ќе му дадете да цица са бајле, па има доручек, па има ужинка, па има ручек и мајката веќе се враќа. Значи не станува збор тука воопшто дека бебе кое што претходно цицало треба да прима адаптирано млеко. Нема потреба затоа што тоа бебе веќе јаде и нели храната која што ја јаде е сосема доволна за да може да ги задоволи неговите потреби. Тоа е едно од честите прашања што го поставуваат мајките, дали да купам адаптирано млеко, какво адаптирано млеко да дадам, ќе биде ли доволно да се направи толку големо растојание помеѓу два подоја, дали е тоа доволно млеко за бебето, но очигледно дека нема потреба да се одговедување. Они стравуваат за моментот кога треба да се заспие бебето, бидејќи нели нема мајката да го заспие, бебињата најчесто заспиваат со доење, дали тогаш треба да му се даде адаптирано млеко, бидејќи има мајки кои што солидно имаат лактација, супер бебиња напредуваат, биле на ексклузивно доење до 6 месеци, се во видова храна после тоа, меѓутоа има мајки кои што никогаш не можеле да измолзат млеко на пумпа. Едноставно самите гради не реагираат на пумпата. И она вика како јас ќе оставам измолзено млеко кога јас не можам да измолзам млеко. Значи треба да дадам адаптирано. Нема потреба да даваме адаптирано. Едноставно да имаме храна. А кога мајката не е тука, бабите многу лесно го презаспиваат. Меѓутоа кога ова им го кажувам јас, они ги фаќа паника, се викаат не им се едноставно не им е веродостојно дека ќе биде така, но кога претходно нели неколку одреден временски период се спремаат со чување со бабите пред они да тргнат на работа и го ќе видат дека навистина бебињата се заспиваат без проблем со бабите, тука се ослободуваат. А ако имаме потреба да одржиме лактација заради одредени други причини, нели има потреба самата мајка, тогаш веќе се измолзуваат и почесто на работа. А кои жени повеќе спијат? Пред да преминеме на тоа дали оние што дојат навечер или не, ќе го вклучиме гледачот што очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Ден, на телефон Марија, се слушаме? Да, Марија, се слушаме, повелете. Вака, јас сум мајка на 2-месечно бебенце. Така. Порано малце родено. Прашањето ми е до гостинката, поздрав еден голем. Што се во случај, значи прво го доев малиот, имав млеко додека бевме во болница. По некое време значи се намали лактацијата. Дали постои можност сега повторно се врати во однос на исхрана, одмолзување, некој начин, дали постои можност повторно да почнам да го дојам затоа што веќе он е на адаптирано млеко? Аха, вие веќе го префрливте на адаптирано млеко. Колку време е на адаптирано млеко? Па веќе он сигурно 2 недели, затоа што е порано родено уште од болница, не го дава адаптирано, остана малце подолго, или нормално ше порано родено, ама јас одржав лактација, сега најнаш почна многу мала да биде лактацијата, затоа дали вие го доите или се измолзувате?
Сега веќе ништо не правам затоа што многу се намали лактацијата. И а него му требаше веќе 90-100 мл на оброк на секои 3 сати, немаше шанси јас да го одржам, мислам беше многу гладен. Така, и сега вас ви интересира дали имате шанси Дали да ја постои вратите? можност, да. Лактацијата. И да го вратите на цицање или измолзување, уште тоа подпрашање ќе биде Било како не Било ми е како, проблем, во зашто ред. мислам градата нормално ја прифати, така, немаме јасно. проблем. Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Јасно. Секогаш постои можност да се врати млекото. Бидејќи постои можност да се произведе мајчино млеко со стимулација по одреден протокол кај жени кои што посвојуваат деца. Значи некоја мајка која што веќе имала бременост и која што веќе имала, нели, барем до некаде воспоставена лактација, сепак имаме некаков развој. Да, може со одредена стимулација, одредени суплементи, начин на измолзување и така натаму, значи си бара индивидуален пристап за да можам, нели, да и кажам на мајката што и како можеме да превземеме, за да можеме да работиме и да го вратиме бебето на града. И сега туку они секогаш се бунат во овој момент, затоа што она што она го назначи е 90 до 100 мл адаптирано млеко на секој 3 часа. Они секогаш очекуваат дека толку треба и од градата да извадат. Ако бебето цица, да речеме на час и половина, по 50 мл за оваа возраст, дури може цицаат и повеќе, во тие 3 часа тоа бебе количински ќе истица повеќе. Меѓутоа ќе го истица на 2 пати, можеби и на 3 пати. Така. Така што они тука се обесхрабруваат во тој момент, бидејќи бебето пие адаптирано млеко 90 мл, дали јас ќе можам да произведам 90 мл? Едноставно кога бебињата цицаат на града, они цицаат колку сакаат. Ние не им кажуваме колку милилитри треба да isцицаат. А измолзувањето на пумпа, значи никогаш не е параметар колку млеко има градата. Како споменавте, некои жени дојат со месеци, меѓутоа никогаш во пумпата не можат ни 10 измолзат милилитри. ни капка не може да измолзи. Јас тоа кога го учев од книгите не ми беше никако вака веродостојно, зашто си викам како може сега имаме вакви пумпи, такви пумпи. Се меѓутоа кога го видов во пракса првиот пат со една мајка со која што со болничка пумпа не можевме да измолзиме ништо, а рачно измолзе 150 мл за 10 минути, тука веќе ми стана јасно дека точно таа физиологија и таа градба на дојката и таа мајка природа си е едноставно наменета за бебето, не за сите тие помошни аксесуари. Тие ни се помошни аксесуари, не ни се нешто кое што задолжително мора да го имаме, ниту пак параметар колку млеко има мајката. Сум имала и мајки кои што иден четвртиот месец сме воспоставувале лактација повторно. Значи ете вака, кога веќе они одат дури после четвртиот месец може. Да, имавме една мајка која што беше страшно многу упорна, значи мислам дека ќе ми остане како ете така една меѓу првите со кои што бебенце на 4 месечна возраст го вративме на града, кој што не доаѓаше до градата, значи не можевме да го приближиме на градата. Прво зголемивме, значи стимулиравме лактација, па после тоа го враќавме кон градата за да може да се присети дека тука е местото за начин за хранење, веќе 2,5 години имаат уште цицаат. Така да желбата на мајката е првиот и клучен фактор во целиот овој процес за работа за да може да се воспостави лактацијата, односно да се направи релактација. Значи гледачката доби одговор дека е тоа возможно, може да се консултира со вас, индивидуален пристап е потребен и ќе се надеваме ќе се реши. Да, ќе биде успешно тоа што го зацртала. Имаме уште една гледачка или гледач да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. На телефон е Милена од Скопје. Повелете, Милена. Имам 4-месечно бебенце. Така. Супер напредува, цицаме, но ноќни подои имаме 2, но имаме проблем со дневните подои. Значи имам впечаток дека моето дете нон-стоп сака да цица и цело време е на града. Дали има некој начин да си олеснам малку на себе? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, исто и ова е една ситуација што знае да биде проблематична. На возраст од 4 месеци, значи тоа е периодот кога се јавува тој клучниот скок во развој, што викам јас тој кој ќе го надминат, значи немаме никаков проблем во однос на доењето понатаму. Значи тој скок во развој им почнува помеѓу 11 и 12 недела и трае месец и пол. Имаме 3 недели пауза, имаме нов скок кој што трае уште месец. Тука се најголемите предизвици. До 6 месечна возраст да се завршува со тие пострашните реакции нивни во однос на скоковите во развој. Значи реакцијата во тие периоди на скокови во развој може да биде или не доаѓа до града, значи преку ден имаме потешкоти во поставувањето на бебето на града, а при тоа ноќе кога се поспани и смирени цицаат без проблем, или другата реакција е ова што го кажа мајката, нон-стоп бараат да бидат на града, бидејќи тука е сигурноста за сите тие промени што им се случуваат.
И тоа ќе помине, нема да биде така, значи да ја охрабриме дека ќе помине, дека тоа често цицање значи нема да биде и понатаму така, него едноставно самото бебе кога ќе го надмине овој период, значи ќе си се врати во ритмот на цицање на 2, 2,5 или 3 часа. Ако добро напредува. Значи све кажуваме ако бебињата добро напредуваат. А ако не напредуваат, дури ние ги советуваме да имаат почести подои преку ден, значи да не ги оставаат на толку голем временски интервал размах, за да можеме нели да го надополниме. Затоа што се случува во овој период во четвртиот скок во развој, исто така имаме и пад на апетитот кај бебињата. И они може дури и по 3, 4, 5 часа да не побараат да цицаат. И нели тогаш треба да им понудиме. Треба да им понудиме затоа што е долг временски интервал и одма се гледа падот во тежина. Уште еден гледач ќе постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам и Даниела од Скопје. Здраво, Даниела, повелете. Здраво, вака бремена сум јас во 6 месец, да прашам гостинкава, сакам дали е штетно цигарите во време на бремност да се пуши? Пушење за време на бременост, тоа ви беше прашањето. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Мислам дека одговорот е повеќе од јасен. Така, и во бременост и во доење цигарите се забранети. Во доењето што велат препораките? Никако? Дури ни една? Дури ни една. Има посебни насоки ако мајката не може да издржи значи без една цигара во текот на денот, како да ја испуши таа цигара, дека треба тоа да биде нели непосредно пред подојот за да не се веднаш изфилтрира нели оние штетни состојки во млекото, меѓутоа да се пресоблече, да се измие, да не мирисе и така натаму. Во тој случај е подобро без ни една цигара. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефона е Александра, имам двомесечно бебенце. Така. Сега почна имаше еден скок во развој, што ме го објаснија, дека се тргаше во градата, тоа беше накај после 1 месец. Меѓутоа, сега пак имаме друг проблем на сабајлет, после 4 или 5 часот како ќе се разбуди, на секој час цица. Дали е тоа скок во развој или потреба негова за доење? Така да немате никакво прашање, јасно? Не, ви благодарам за Значи, вклучувањето. тоа е бебе на 2-месечна возраст, каде што се уште значи е бебе кој што нели треба да има почести подои заради неговиот напредок во тежина. Значи, тука е многу важно да се види како напредува во тежина, колкав е тој напредок во тежина, меѓутоа и е период кога веќе треба да е нели стабилизирана лактацијата. Дали нели состојбата на градите и производството на млеко ги задоволува неговите потреби. Има бебиња кои што така цицаат до поголеми. Значи едноставно јас ги викам тие гурмани. Цицаат често а кратко. Едноставно се задоволува со помалку. Меѓутоа и тука има менаџмент. Дали мајката ги нуди двете гради, дали еден подој една града, дали бебето со тој ритам на цицање и такво менаџирање на доењето добро ни напредува во тежина. Значи таквите чести цицања секогаш, како што напоменавме, ги поврзуваме со промените во скоковите во развој. 4-та, 5-та недела, 7-та, 8-та недела, 11-та, 12-та недела и на крај 17-та, 18-та. Значи секогаш можат да се јават такви чести цицања во тие периоди. Што јас велам, таквата реакција е подобра отколку одбивањето од града, кој што верувате дека е многу пострашно. Пред да го вклучиме следниот гледач, само да ве прашам, при чистите цицања, бебето да се става постојано, 2-3 пати на иста дојка или да се менуваат, бидејќи цицуваат помалку? менуваат, меѓутоа не во текот на еден подој да се даваат двете гради. Него барем ако често цицаат да бидат секој подој на една дојка, следниот подој другата дојка. Верувам дека е веќе добро воспоставена лактација, пошто станува збор за бебе од возраст 8 недели. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ака сакам да прашам до кога треба да се доат бебињето? Така, значи колку време да цицаат. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Какви се светските препораки во однос на доењето? ПСЗО вика до 6 месеци ексклузивно доење. Што значи ексклузивно да појаснам? Само доење. Без вода, без чајчиња, без ништо. Да. Бидејќи мајчиното млеко по својот состав ги задоволува сите нивни потреби, значи едноставно нема потреба ни од вода. Тука се судруваме најчесто со бабите, како може вода да не давате на детето, значи во мајчиното 80% е вода. Сите потреби се ги задоволува бебето, нема потреба ниту од вода, ниту од чајчиња. Значи до 6 месеци ексклузивно. ексклузивно Ексклузивно доење.
Потоа вика пожелно е до годината ина да биде со нели додавање на комплементарна исхрана и нели до 2 години да биде како заокружена една доенечка приказна. Меѓутоа со оглед на последнава ситуација со пандемијата и сите кризи што се случија во светот во однос на недостаток на адаптирано млеко, војни и така натаму, СЗО излезе со нови препораки. Значи до 3 години, ако има можност, да се дојат децата. Значи не е премногу 3 години, бидејќи обично мајките кои што дојат подолго време наидуваат на критика од околината. Да, наидуваат не само на од критика. блиските, туку и од случајни минувачи кои што кога ги видат дека дојат им дофрлаат, им даваат забелешки. Кај нас се уште општо доењето во јавност без разлика на која возраст се уште е така малце како табу тема, уште се плашат. Иако морам да кажам дека во последниве 2 години има многу голем напредок во тој дел. Наидуваат на критики, да, кога станува збор за поголеми деца, меѓутоа тие деца веќе после втората година, па некаде до кај третата година, цицаат еднаш до 2 пати многу често и тоа баш најчесто ги одбираат оние мегови дома кога се во мир, во тишина на заспивање. Значи си имаат они некој нивни ритуал каде што уживаат во цицањето. И сега ако не им смета тоа на мајките, значи не го ни лишуваат од тој ритуал. Има навистина има и на 2 години доста мајки кои што дојат. И кои што постојано разговараме, да, време е да почнеме со план за одвикнување, ја викам добро, кога сте спремни, тука сум, па еве ај уште овој месец и така тоа се одложува. Меѓутоа препораките се еве беше до 2 години, сега ако има можност да биде и до 3 години, што значи дека буквално навистина се става акцент на доењето да биде како нели примерен начин на исхрана на бебињата, иако имаме огромен маркетинг на адаптираното млеко и навистина се потпаднати под тој маркетинг, ама затоа тука се консултантите за доење кои што се борат со нив со сето тоа. Кажете ми во однос на спиењето на мајките кои што дојат, кои што имаат ноќни подои, во споредба со оние што немаат ноќни подои. Кој спие подолго? Бидејќи такви некои анализи се прават. Па спијат подолго едните и другите ако ги споредиме со мајките кои што ги хранат децата со адаптирано млеко. А обично сметаат дека на нив им е полесно. Обично сметаат дека бебињата кои што се на адаптирано млеко спијат подолго, што не е точно, многу истражувања го напротив тоа го докажале и дека мајките спијат подолго. Меѓутоа, мајка која што дои, без разлика на честотата на ноќните подои, кога ќе стане во текот на ноќта, значи она само си го зима бебето, му дава да цица и си се враќаат, си продолжуваат со спиење. Што зборевме и претходно, дека можеби само бебето, ако е тука блиско до мајката, само ќе се ја најде градата, она нема ни да се распоти. А ако треба да даваме адаптирано млеко, во тој случај значи треба да станеме, да згрееме, да направиме, да оладиме, при тоа бебето во меѓувреме плаче, ние се расонуваме, му дајме адаптирано и повторно да презаспиеме. Значи и тоа бебе тешко презаспива и мајката тешко презаспива. Така да они сите мислат дека во текот на ноќта ако му дадеме една доза адаптирано повеќе ќе спие. Не, истражувањата напротив викаат дека не е така, дека ќе го разбудиме и расониме. Наместо да му дадеме да си цица млеко кое што во тој период од ноќта е со поголема количина на хормонот мелатонин, ќе го успие смири и ќе си продолжи да се спие понатаму. А како мајките да знаат дали имаат доволно млеко во првите месеци по раѓањето на нивното бебе? Бидејќи некаде, ова прашање го поставам бидејќи некаде кај вториот, третиот месец дојките одеднаш стануваат меки и тие се убедени дека го изгубиле млекото, дека немаат. Меки дојки не значи дека немаат млеко. Веќе после 8-та недела е период кога лактацијата се стабилизира. Значи, предходно сме се бореле со преполнети гради, грудки во градите, затнати канали, можеби блистери, некои мајки до состојби на мастити и тоа се значи го надминуваме во периодот на развој на лактацијата. После 8-та недела веќе се стабилизира лактацијата и градите треба да бидат меки. Секогаш сте загрижени и многу од мајките со кои што работам се загрижени. Ама немам вика млеко, меки ми се градите. Значи, пак ќе повториме, меки гради не значи дека немаат млеко. Такви треба да бидат, затоа што ако ние понатаму имаме предизвици, се случува, не дека не, меѓутоа ако често ги имаме тие предизвици, тврди гради, преполнети гради, нонстоп ќе треба нешто да правиме, наместо да уживаме во доењето. Значи, за да они знаат дали има доволно или нема доволно, само напредокот на бебето се гледа. И нормално на што она може дома да го следат е бројот на мокри пелени и какањето да биде со одредена златно-жолта боја. Колку мокри пелени треба да има? 5 до 6 во 24 часа. Да, и бојата на столицата да биде веќе златно-жолта. Со тоа што да речеме веќе бебињата после 5-та недела почнуваат да изречуваат во однос на
какање, затоа што ако претходно сме имале бебе кое што какало многу често, затоа што има мало желудниче, цица често и нормално е да кака почесто и со помала количина, сега веќе после 4-5 недела во тој скоков развој е поврзан со созревање на дигестивниот тракт, каде што имаме населување веќе и на дел од нормалната микрофлора, поинаку почнува да се вари млекцето и нормално повеќе задржуваат за нив, помалку имаат за да изфрлат надвор и почнуваат да прават нели размак во однос на каканите пелени. Дури може да се случи и по 5, 7, 10 дена да не какаат. И тука повторно се јавува она паника кај родителите. Нема, еве и не кака, еве и ова, еве и она, така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите појаснувања поврзани со ноќните подои, но и воопшто со доењето, бидејќи мајките кои што дојат имаат огромен број на дилеми и бараат начин како да ги решат. А нема доволно ниту советници за доење, ниту пак консултанти. Да. Марија, благодарам и за поканата. Темава ни е неисцрпна. Неисцрпна. Има многу прашања, да. Мене само ме радува тоа што они знаат дека се повеќе проработува свеста за доење кај нас, едукација во текот на бременоста и дека и после тоа, ако имаат одреден проблем со доењето, имаат на кого да се обратат. Каде може да ве најдат оние што се заинтересирани? Мене можат контактите да ми ги најдат на социјалните мрежи, на моите приватни профили или на профилот на Здраво ПВ центарот за мајки. Тоа е советувалиштето за доење. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, почитувани Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење, единствен во Македонија, беше денеска во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.